гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во новата епизода на нашиот подкаст на Слободен печат. Јас сум вашиот водител Боријан Бојчев, а денеска продолжуваме со интересните теми кои ги одвојуваме за вас секоја среда. Денеска нашата тема е тетовирањето во Македонија. Овој една табу тема која беше табу тема, да бидам искрен, до пред неколку години, но еве толку се разви во ова модерно време што наистина голем број од населението, од младото население поготово, решава да се тетовира и да се црта да го црта нивното тело. Денешен мој гостин е Дамјан Кленчаров од Индиго студио, тату артист, мислам дека може така, да. Тетовирач, мислам дека не е баш конкретен термин, назив за тоа. Уметник, да кажем. Тату уметник е да биде по на македонски. Дамјан, ти благодарам за твоето денешно гостување. Фала на поканата. Малце ќе започнеме со Индиго студиото, каде што работиш ти, вашиот тим, каде се наоѓате, колку години постои, колку години работиш ти во ова студио? Вака Индиго постои година и пол отприлика. Значи на 28 ноември направивме една година од постоењето. Моментално сме 4 артисти во Индиго тату студио и имаме едно девојче работел на рецепција, односно 5 луѓе, да кажеме, сме дел од Индиго. Јас, Марко, Ева, Ана сме луѓето што тетовираме и Маша, да не ја забораваме, на рецепција. Каде се наоѓа поточно Индиго студиото, да знаат и нашите гледачи ако одлучат да се тетовираат? Индиго се наоѓа во Кисела вода. Поточно да кажам, после Мечкаров едносмерната улица што продолжува на кај центар, си има локација на нашата страна, доколку некој е заинтересиран може слободно се отвори, точно да се ќе го донесе таму. Да. Малку за твоите почетоци во тетовирањето, јас познајќи те од поодамна, знам дека ти се запиша на градежниот факултет, но откаде желбата, откаде ова инспирација за се започнеш да се бавиш со тетовирање? Па вака искрено желба за тетоважи пред се да имам на мене, да имам од многу мал, имам јас постар брат, он почна исто поодамна се тетовира, имав таква као желба, нели постар брат гледаш од него работи. Ја почнав да тетовирам пред, да кажеме, 2 години, значи пола година пред да дојдам во Индиго тату студио. Како почнав, имав пријател што работеше у тату студио. Знам, дента бев на предавање на факултет, досадно на предавање, нешто се земав пенкалце, си се цртав по прсти и кога отидов у студиото да пијам кафе, као си се тетовирал вака така, викам не, као со пенкалце си е направено и тоаш почна како тој муабет, зашо не почнеш добро ти се направени линичките. И реков као имам желба, ама пред се знаеш и родителите ми веа као прво заврши факултет, па после прави понатака што имаш ти во план. И баш дента ми рекол као ајде земи пробај, пријатели ми беа, земи пробај, вика, ќе направиме сега нешто. Ја од тој момент не знам стварно ни што сакам, ни дали сакам нешто да ставам, и бевме као јас сум наградежен, синоним триаголници, вака така, си залепив триаголници со стенсил, ги стетовирав. Искрено за првата тетоважа супер испадна ептен. Му ја покажав на брат ми, после за следниот ројен ден ми изненади со машинка купена од негова страна и така почна све. Рече дека веќе 2 години се бавиш со тетовирањето, ги спомна и твоите родители. Какво е нивното мислење за оваа твоја професија? Па имам подршка. Мајка ми се уште против тоа да се тетовирам на мене, као ми е окей, вика, тетовира си, работи си, ме гледа дека сум среќен со тоа. Ама окей, сега си е супер све. Брат ми и татко ми морам да ги споменам, они ми беа као првите жртви да се пробам на некој, зашто нели различно е кога пробуваш на лист да црташ и на кожа кога ќе фатиш машинка. Исто така голема благодарност и до моите другари што ми се од мало, зашто да не бе они пак немаше да почнам, они ми донираа кожа на некој начин, да кажам, да почнам на нив да тетовирам од помали па до поголеми, некои покомплицирани тетоважи. Така да тоа е тоа. Да, малку подоцна ќе се посветиме баш на твоите најкомплицирани, најтешки, најинтересни тетоважи кои си ги цртал досега. Ме интересира процесот на кој еден човек, еден млад или било кој човек може да се истетовира, кој е процесот кој се одвива од влегувањето во тату студио до цртањето и до потоа од кога ќе се нацрта таа тетоважа, како треба човекот да се пази, да си ја пази таа тетоважа, негова мајндсетот од почетокот од кога влегува тој еден процес да го раскажеме на
на оние кои можеби сакаат утре за утре да се Така, да така. се татуира. Па вака, првично пред се ние преферираме нашиот клиент да си дојде во нашето студио на консултација. Значи ние да разговараме за каква тетоважа сака да направи, дали мислиме дека таа тетоважа би било изводлива на тоа место со таа големина, зашто некој што не се разбира толку многу, не знам, пример ќе сака сантим на сантим тетоважа со премногу детали, тоа не е толку изводливо, бидејќи да се стетовира ќе се стетовира, ама треба да гледаме од секој иднината, да видиме дека таа тетоважа би било за здравење на полого период, значи да не биде истетовирана сега и за 2-3 месеци таа тетоважа да се разлее, да изгледа или нешто слично. Така да првично преферираме да си има консултација со клиентот, од кога ќе направиме консултација, нели кажуваме цена, све објаснуваме 2-3 дена пред терминот, не смее да се пие алкохол, не смее да има физички активности, дента треба да биде одморен, бидејќи тие некои работи доведуваат до при процес на тетовирање да тече повеќе крв, да има повеќе болка, психолошката исто стабилност треба да биде окей, значи да се влезе со тоа дека ќе помине убаво, да нема толку страв такви работи. За секоја тетоважа процесот на местење на станица, ако ти беше и тоа прашањето, се издале правиме тетоважа од 5 минути или целодневна сесија на тетовирањето, исто тоа е, значи околу 10 минути ни е процесот на местење на кревет, местење на станица, тоа ни е све чисто убаво замотано во фолија, така да било каква тетоважа да правиш, тој процес е ист. Време трењето на тетоважата е различен. Процесот на местење на подготовка е ист. Ист. Да. Ги спомнавме по стариве генерации, кај ни секогаш тетоважите биле табу тема, нешто што секогаш не го осудувале, туку биле како против тетоважите и секогаш кога во минатото некој ќе ја покажал својата тетоважа, имало различни предрасуди. Младиве генерации некако го променува тоа темпо на тетовирање, на кога станува збор за овој процес и за овие и за ова грижа на нивното тело. Кои најчесто доаѓаат кај вас? Има ли помлади само клиенти или доаѓаат и постари? Како се тие таа годишна бариера? Па да кажеме дека помладите доаѓаат многу почесто, да, ама се радувам дека во последно време мислам дека таа бариера се шири се повеќе, значи доаѓаат и повозрасни луѓе, мене ми е исто многу мерак, зашто порано се знаело ќе те видат истетовирано вој ваков, вој таков, значи имаат одма предрасуди конкретно поради тоа што само се ти истетовиран. Сега е малце сменето тоа, им тоа многу ме радува. Ти викам, че ќе дојдат мајка со ќерка, например, ќе си направат некоја мечинг тетоважа, тоа ми е мене многу супер и многу кул идеја. Така да затоа сум посреќен, нали, да кажеме дека кај нас у студио мора да имаш над 18 години за да се тетовираш или од 16 до 16-17, да, мора да имаш дозвола од родител. Без тоа не смееме да тетовираме. Така да кажеме од 18 до 30 години ни се стални клиенти што доаѓаат секој ден. Што најчесто тетовираат луѓето? Има некоја посебна желба, најчести тетоважи кои според те секој ден си кажеш, пак ова треба да го цртам? Гледа, за тоа не можам да кажам ништо искрено, значи си има некои тетоважи што се повторуваат, секако некој тој вкус е ист да кажеме. Ама мислам дека секој треба да му се испочитува желбата што сака да си ја стави, сепак е нешто што го ставаш и ќе ти трае цел живот. Имаш трага на тебе што ќе остане цел живот, така да мислам дека треба да се испочитува секое мислење на клиентот и секоја негова желба. Секако доколку ја можам да сугерирам нешто или да предложам нешто подобро, би му го предложил тоа, па да се најдеме на некоја средина или заедничка страна. Нормално, тоа и што го споменавме претходно пред малку за тетовирањето во минатото е до пред 15 години. Сега барем не знам, во Скопје на прсти може да се бројат таквите тату студија, зборувам раните 2000-те, ние кога сме биле деца. Но еве сега ги има во толку голем број што навистина е тешко е да се докажеш, да се издигнеш на како тату студио. Вие работите со доста клиенти, вие имате доста развиена и на социјалните мрежи што колку што можев да ве следам, имате и доста добар број на следбеници. Како е каков е тој процес со толков голем број на конкуренција, како да се издигнеш над другите? Вака, пред се да кажам, мене ми е прво многу мило што има толку многу студија и артисти ете од дома што тетовираат или било кај, дали се во студио, дали си има некој приватно студио, не е битно, мене ми е мило зашто така и се шири тату културата. Мислам дека колку што повеќе излагаат луѓе што тетовираат, толку е подобро и за нас. Искрено за секој си има работа, твое колку ќе се докажеш, какви тетоважи ќе направиш, со самото тоа ти си добиваш повеќе клиенти и тоа е тоа. Али мислам дека треба да има многу повеќе за да се развие повеќе кај нас културата.
за тетовирање. Па тоа да многу е најбитно всушност да се прифати тој стандард на луѓе дека е нормално, види, уметност е во прашање. Точно, да. Секоја уметност, секој човек си ја гледа својата уметност на свој начин и ако некој одлучи да се истетовира или да се, не знам, да стави пирс или нешто друго, тоа е негово. Тоа што спомнавме за конкуренција, тебе тоа може само плюс повеќе да те мотивира. Че повеќе да се влезеш на работа, повеќе да се сконцентрираш некои нови нешта да испробаш. Пример, ќе видиш некој нов стил што направил. Си викаш ово е уникатен стил, зашо ја да не направам некој сличен уникатен стил со инспирација од него. Така да Ги колку спомна, повеќе има толку е подобро според мене. ги спомна стиловите. Кој е твојот стил на тетовирање, вака ако можеш да ни го опишеш? Па вака, значи ја 2 години работам, уште си немам одредено некој стил, значи тетовирам све што може се стетовира, да, ама мислам дека луѓето што ме знаат ме препознаваат по некој неотрадиционал стил, да кажеме, тоа се тетоважи во боја со по болт линии и исто така малце по даркерски тетоважи со повеќе црно во нив. Па да, добро сега, тоа секој си има свој Секој си стил. има свој вкус, да, на некој тоа му се допаѓа, на некој не му се допаѓа. Да ги споменеме малку твоите први тетоважи. Ја го спомена тој триаголник на кој си го нацртал, но како беше, како мајндсетот кога ја црташе првата тетоважа на човек кој не го познаш? Тоа е искуство. Да, значи тоа беше многу интересно, супер. На мој другар ја тетовирав првата тетоважа. Буквално беше како ќе ти дозволам, те гледам дека ти е премногу мера, верувам у тебе, знам дека понатака ќе направиш се подобро, ќе ја покриеме ако треба, беше муабетот, да. Многу интересно искуство, раката премногу ми се тресеше, тетоважата ја правев предолго време, премала беше тетоважа на некој, не знам, 5-6 сантиметри, ја тетовирав може 40 минути, по полека све смирено. Искрено ми беше мило што ми е другар, зашто пак си малце посмирен. Оствари јас така и почнав. Почнав со моите другари ги тетовирам. Си немав на Инстаграм профил само с тетоважи, значи се беше тој мој приватен профил. Почнав малце нешто на стори да ставам тетоважи и вака така, од кога собрав околу 10 на тетоважи имав истетовирано. Реков зашо да не ги постирам на Инстаграм како постои. Можеби така ќе се прошири клиентелата, ќе ме заследи некој, ќе се прошири бизнисот. И ствари тоа го направив, си ставив неколку слики, тоа што си го подсобрав, почна ми пишуваат луѓе, јас имав изнајмено гарсонјера околу 15 квадрати. Си ја потредив и ставив кревет, че мастичка, као скроз приватно студио, само за мене и за клиентот што ќе биде дојден за се тетовира. И така почна се, после дојде до периодот кај што мене Марко Тасевски, он е the boss во студиото, да. Ми пишаат, ја тој период требаше да идам во Португалија и баш ми пиша као здраво, каде работиш? Му реков дека си имам као гарсонјеричка изнајмено, дека таму работам, и ствари таму почна идејата, имам план да отворам студио, дали сакаш да дојдеш со мене да го отвориме? Искочивме на кафе, направивме муавет и така на 28 ноември се отвори Индиго тату студио. Ги спомнавме пред малку таа конкуренција од која црпиш и инспирација и мотивација за тетовирање. Постои ли некој човек, некој артист кој те мотивираше тебе лично и пред да започне со тетовирањето и од кога започна со тетовирањето, некој име, не мора да е од Македонија? Има многу, значи мене премногу луѓе од Македонија има, значи предобри артисти. Ти зборам светски, на светски рамки, што се? И од светски артисти многу ми се свијат, морам и Мичич да го спомнам, Мичич ми е од мало, но он има завршено со брат ми, има израсно тока од детенци, исто ме знае од мал. И самото тоа што сум го гледал он како почиња, викам зашо, мислам можеби и ја така сум почел, можеби ќе стигнам некојаш, дај Боже, на негово ниво, он е стварно ептен, предобар светски артист. Мотивација црпиш од сите. Значи јас мотивација црпам од луѓето што работам со нив, од Марко, од Ева, од Тана. Цело време и ние си сме такво студио, собрани сме четворица млади артисти, се поддржуваме постојано меѓу себе. Секој од секого нешто учи. Значи од најдоброто и од најлошиот можеш нешто да научиш. Тоа е многу битно. Да. И го спомена Мицич, што е еден од најпознатите, дури и оние што никогаш не слушнале за тетовирање, го сигурно чуле за него и за неговото студио, тој како што споменавме, познати на европско и на светско ниво. Спомнавме за првата тетоважа која се тетовирал. Има ли некое место каде што
кога ти дошол клиент и кога ти рекол сакам да се тетовирам овде и овде и ти си рекол као чекај малце, некој најчудното место каде што некој ти побарал да се тетовира. Вака, јас имам клиент, еден мој, поздрав до него, значи првата тетоважа што ми ја побара да тетовирам беше тука на врат, на Адамово јаболко. Бев малце скептичен, ја направивме тетоважата, испадна супер, презадоволен беше човекот. После нистиот човек почев да му тетовирам главата. Почевме прво од позади да тетовираме, се продолжи од страна веќе да се тетовира и третата работа што ја правевме беше тетоважа на фаца. Така да него мислам дека баш на тој еден ист човек ги направи сите тетоважи што би биле како потешко место за тетовирање, да кажеме, да. Тоа е многу И не секојдневно исто. Да, навистина кога имаш некој таков човек од доверба е многу битно, ги споменавме и пријателите твои, вака некој клиент што ти дал до тоа е до значење многу битно за еден артист, не само за посебно за кога станува збор за тетовирањето, бидејќи тоа сега кој што споменавме ќе ти биде на твојата кожа за цел живот. И сега ме интересира за притисокот при едно цртање. Пример, не знам, доаѓа некој човек со илјадници тетоважи на него. И сега ги гледаш тетоважи, тој може ти кажал сум се тетовирал ваму таму на некој многу познати место. Каков е притисокот кога да не сгрешиш едноставно, веќе тој малце ќе ни го објасниш малце подоцна како оди тоа се со цртањето, со нели прво се лепи, па се прави, се црта едно друго. Притисокот за се нацрта една тетоважа да не сгрешиш. Како се соочуваш ти со тоа? Па вака на почетокот мислам дека сите сме имале преголем притисок. Ја некојаш дури до ден денес може би ги имам притисок за некоја тетоважа, ама мислам дека со самото искуство тоа ептен се намалува. Мене сега ми е тоа станото као работа, си го сакам, го правам секој ден и ја немам таа мисла, ама да, на почетокот, например, првиот пат кога почнав, кога се отвори Индиго, кога почнавме да се стекне доверба со клиенти со осона, да си имал нешто и морам предобро да направам тетоважа, леле ако го направам она, ама тоа ти е све психолошка состојба на умот. Мислам дека тоа со самото тек на време, со самото тоа колку повеќе правиш тетоважи, ти станува навика и веќе не го мислиш тоа. Али на почетокот да, сите сме биле под стрес. Ја првата тетоважа си јам направена сам на мене. Мене раката ми се тресеше премногу. Значи дури ја местев машинката супер, лабаво, топ све, само што ја ставив иглата и пробав да се тетовирам на мене ми се деси хаос, да. Тој притисок сам на себе кога веќе бидејќи сам твоето тело можеш да си го заврнеш на еден начин ако утнеш. Паќе твое, да, па рачунај ние сме имале притисок сами на себе, а не па на клиенти што сме требало, што не се на твое тело. Али да, и тие вежби сепак кога веќе ако до некое ниво ако го надминеш тој притисок сам на себе, мислам дека утре ден кога ќе отидеш Да, затоа ти викам со самото искуство колку повеќе работиш, веќе тоа не ти е ниво мисла дали ќе биде вака или онака. Ти си самоуверен со тетоважата што ти доаѓа, клиентот тебе веќе ти го проверил портфолиото, самото тоа што доаѓа кај тебе веќе ти верува, ти му веруваш на него, супер комуникација си имате и си продолжуваш понатака како што треба. Да, малку пак за околу клиентите и околу тоа нивното барање, нивните барања за тетоважите. Си имали некојаш ситуација каде што, за пример, некој бара нешто, некоја преголема и сакам цел грб да го тетовирам, на пример. Тој процес како оди, пример, неколку дена ли треба да доаѓа да се тетовира, па умеѓу време со тоа што е нацртано како треба тоа да го пази едно друго. Да, значи вака доколку се прави некоја поголема тетоважа, каде што не може да се изработи во еден ден, тетоважата се дели на повеќе сесии. Планот на кој што ти ќе тргнеш да изработиш таа тетоважа твој. Значи дали ќе правиш ти ден по ден, бек то бек, дали ќе ја црташ сега, па мора да поминат 2 недели за заздари тетоважата, значи не смеш ти да тетовираш сега, па за 5 дена да продолжиш да тетовираш на истото место. Тоа што може да дојде до, не дај Боже, да се направи раничка или нешто. Значи 2 недели од прилика е процес на заздравување на тетоважа. Но дека за здрава тетоважа ти не смеш да се тетовираш на истото место, пак на друго место, да не се разбереме погрешно. Така да, не знам, пример грб зависи колку кафе човекот правим тоа, затоа и ги викаме клиентите на консултација. Значи тебе може да дојде некој човек што е 2 метра, има преширок грб, тогаш сигурно ќе ти одземе многу повеќе сесии, може некој ќе ти дојде понизок, помал, ќе ти одземе помалку сесии. Затоа се доаѓа, се гледа, се мери големината и ти тогаш му кажеш за оваа тетоважа ќе ни бидат потребни толку и толку сесии, толку и толку цената. Според мене мислам дека ептен ако се брза
си иде со сесија една по друга ден за ден, ама мислам дека е многу подобро, значи тетовираш еден ден целодневна сесија, си правите пауза да видиш како ќе зазри тетоважата, продолжуваш другата сесија, ако треба нешто се враќаш повторно на веќе направената тетоважа, некој тачап ако треба да направиш да досенчеш, да затемниш, така да тоа е прилика. Да. Нешто што мислам дека највише ќе ги интересира нашите гледачи, што верувам дека тебе секојдневно ти го поставуваат прашањето некој што првпат се тетовирате, колку боли тетовирањето и дали боли воопшто? Да, тоа ни е најчесто поставувано прашање. Гледај, ја мислам дека кај секој човек е различно. Сите си имаат различна толеранција на болка. Местото е премногу битно, на кое место ставаш тетоважата, колкава тетоважа ставаш, со колку детали. За обична мала тетоважа се трпи сите, значи сите трпат дефинитивно. Кај некој дан кожата може поише им се црвенува све, ама мислам дека болката не е дека не може да се истрпи. Зборам за мала тетоважа, за поголема тетоважа нормално, значи ти влагате иглата ти пенетрира во кожата, нормално да се боли, ама мислам дека ако си се спремни, ако не си преувеличуваат у главата, леле вака ќе се деси, ќе се прават многу полабо. Значи мене ми си има десено ќе дојдат уплашени премногу, ја ќе ме залепам тетоважа да ќе почнам да тетовирам и ќе рече деј ова не е ништо. Не сум осетил многу поголема или сум осетила многу поголема болка, да. Верувам дека тоа е кај многу луѓе се случува тоа. Го спомена тоа лепењето на тетоважата, малку сега да навлеземе во тој процес. Значи седнува клиентот, што понатаму? Да, значи дизајнот првем го принтаме ние на лист, си одредуваме големина све, потоа дизајнот се отцртува на индиго, како што се вика и нашето студио. Тоа е посебен лист каде што се препечатува, односно ти се правиш некој свој шаблон што треба го пресликаш на телото и после понатака со твојот план правиш линии, сенчаш, боиш и така натаму. Значи според мене најбитно е планот кој ќе го направиш за да го исцрташ стенсилот. Ти ако имаш добар план, тука ќе го направам, тука ќе го направам, она сликата тетоважа ќе ти испадне предобро. Така да затоа и првем се лепи за и ти да видиш као клиент дали ти се свија, дали не ти се свија. Например, многу често се дешава не знам, мала тетоважа текст да треба се прави. Ти го принташ тоа на А4 формат, го сечеш и му ја ставаш на рака да се види на огледало дали му одговара големината. И он ќе рече и мене ми оваа тетоважа голема. Ама самата бела позадина од листот што е окото го лажи и мислиш дека тетоважата е преголема. Уствари ти само кога ќе го залепиш делот што треба да се истетовира, тетоважата изгледа е многу помало. И затоа е многу подобро некојаш ако некој се двоуми, исцрта го тоа на индиго, залепи го со стенсил, ќе се видиш колку е стварно вистинската големина на тетоважата. Исто така е на многу битна работа кога станува збор за тетовирањето, за многумина кои се двоумат е хигиената и односно безбедноста, колку е Дефинитивно, значи хигиената секој што тетовира треба да му биде на највисоко ниво. Кај нас во студио на највисоко ниво сесија дезинфицирана, сесија иглите ни се само за една употреба, се отвара, се завршува, се фрла посебна кутија, така да мислам секој клиент што дошол кај нас си знае дека така кој сака може да се провери. На највисоко ниво сме со хигиена. И мислам дека сите треба да се го преферираат тоа, зашто грижа на совест ќе се носиш ти после за себе. Зашто да направиш, да заштедиш некој денар за да не купиш нови игли? Тоа е мислам дека без потреба. Да, нормално. Верувам и повеќето од постарите луѓе кои некогаш се тетовирале, верувам дека порано и не се практикувало тоа толку. Сигурно, ја многу слушното приказни такви, не знам, со упалјач ја дезинфицирал, ја горел играта, па после продолжил. Да, има многу такви приказни, ама се со тек на време мислам дека се доаѓа. Па да, види сега и секако и во овие помодерни времиња, понови времиња и секако и хигиената мора да се пази, видовме што се случи овие изминатите 3 години. Ти верувам го фатили ковидот за време на работа, мислам дали пандемијата ве погоди? Да, почетокот, главниот дел не погоди, зборам конкретно за Индиго. Ја кога си работев сам, да погоди, али у Индиго кога почнавме, сега не ме фаќа точно збор, сферо не ме текнува, ама неколку месеци си работевме сите со маски. Значи не смееше клиентот да влезе во студио ако нема маска. Ние сите што работевме моравме да имаме маски. Девојчето на рецепција мораше да има маска. Значи по протоколи се беше све. Беше искрено малце тешко зашто пак тетовираш, маската те загушува све. Среќаш што ќе помина тој период, сега си е многу
Бидејќи мораш да си Во. блиску многу до човекот. Да, значи ние сега, каде што не се задолжителни маските, било што малце да си нешто да подкашлуваш или ако тетовираш, еве на пример, кога го тетовирам на врат, ја постојано се ставам маска, бидејќи вие сте многу блиску еден до друг со клиентот. Многу е похигиенски, тебе ти е попријатно и на него му е попријатно ти да се ставиш машка и да изработиш така тетоважот. Него да се дишат еден од друг. Па нормално, тоа мислам дека е нешто што треба да практикуваат и другија вакви примери по берберници, по фризерници, мислам дека тоа е многу ми смета барем мене брада кога ќе ти стрижат или кога ќе ти скратат коса и кога му фаца ти е детето од чина кој е на преблиско, да. Дамјан, постои ли нека омилена тетоважа која што си ја нацртал, некоја што ти е при срце, некоја што си многу задоволен од неа, што ти е она баш фаворит? Па не можам да извам искрено на тетоважа, сите тетоважи на некој начин ми се убави. Зашо самото тоа што клиентот дошол кај мене, имал доверба во мене, ја да го истетовирам, мене ми значи, стварно искрено ти кажам, значи секој клиент што ми доаѓа, ја пробам да се поставам кон него многу пријателски, зашо пак, значи ти тетовираш и оставаш нешто, некоја трага што цел живот ќе си на него. Значи ти стварно треба да имаш доверба за да го направиш тоа врт исто што го бираш. Затоа мислам дека сите ми се на некој начин драги, да, си имам некој што ми издигнале, например, некоја тетоважа на повисоко ниво, сум направил малце повише клиенти сум добил со таа тетоважа. Да, постојат такви тетоважи, ама сите ми се драги на некој начин, искрено. Постои ли некои предрасуди кон тебе или кон твоите колеги кои ќе кажеш дека си тату артист или дека си некој дека си тату уметник или пак тоа е веќе прифатено според тебе во ова време? Како да кажам, не знам, секој си има свое мислење. Значи ја и за некоја друго нешто сум работил, може ќе имале вакво или такво мислење. Јас сум си среќен што си го работам ова. Ние колегите меѓу себе сите се запоштуваме, значи не зборам само од него од сите студија што сме измеѓу, супер комуникација сме се све. Сега ти викам, има некои постари луѓе кои ние имавме, гостувавме у Ситимол, имавме као штанче направено, бевме 3 дена таму, сега постари луѓе кои ќе поменуваат, ќе те пушта некој коментар таков. Шо правите, вакво ве дал Господ, вака, онака, зашо си се цртате меѓу себе, цел живот ќе ви остане, ќе се каете. Нормално да си има такви коментари, ама мислам дека не треба тие да те погаѓа толку многу, сепак ти си свој човек, сам си бираш дали ќе се тетовираш или не. Затоа ја немам предрасуди некој ако не сака да се тетовира или има против нешто. Тоа си е негово мислење. Јас имам мое мислење дека сакам да се тетовирам, дека ми убаво. Ги поштувам клиентите што доаѓаат да се тетовираат, така да мислам дека нивно си е тоа, мислам сепак. Најголем проблем е лично за мене, бидејќи јас немам тетоважи, но еве бев блиску да се тетовирам, но ете мојот фудбалски клуб не ми ги оствори барањата, не освои тоа што требаше да освои, тоа е муабет за друг ден. Бев спремен да се тетовирам, но ете не за друг пат ќе оставам тоа. Каењето го спомнати, мислам дека тоа е најбитното нешто што не да се не ти како тату артист да го убедиш човекот дека нема да се кае за 5-10 години, но тоа е мислам една од главните причини зашто луѓето уште се скептични за тетовирањето. Јасно ми е, да, значи ние исто работиме cover up, као покриваме некои тетоважи веќе што се направени, ама не можеш да го знаеш тоа. Значи ти дента ако си се убедил дека сакаш да ја правиш тетоважата, ќе ја направиш тетоважата, нема никој да те премисли. Дали тетоважата била добро или лошо изработена паради тоа се покрива, тоа е веќе друга работа. Али мислам дека чим си одлучил еднаш да се тетовираш, тој период кога си се одлучил, нешто ти кликнало и ти рекло сакам овој период да си ставам тетоваж. Значи пак си имал некое значење тој период за да ставиш таа тетоважа. Ти после покрија да, ама пред да покриеш тетоважата, мислам дека пак ќе ти текне на тој период зашо баш тоа што ти текнало ти да ставиш тетоважата дека да се вратат некои мемории или спомени. Затоа мислам дека и да се покрива тетоважи и да се кае некој си има некој спомен што зашо го направил тоа. Баш кога се имал некои ласерски вадење, ласерски операции, може да ти се отстрани скроз, не мора ни cover up да правиш, да покриваш со нешто поголемо, така да. Да, тоа постојано ми излегува такви баш снимки и по социјалните мрежи, баш тоа она satisfying videos кај што со ласер ги вади тетоважите. Мислам дека више еднаш кога некој ќе се одлучи да се тетовира,
мислам дека после му е многу полесно и за следните чекори да ги прави за нови тетоважи. Колку често се случува тоа, пример, ти дошол некој клиент што е прва тетоважа ми е, па после за 2 месеци пак го гледаш да Да, ја искрено мислам дека кај луѓето што се тетовираат, то првата тетоважа им е најтешка да се одбере, као за таа најмногу се мислат, најмногу ја чуваат, такви работи, и мислам дека нема човек што остане од една тетоважа, стварно. Значи после тоа првата ја бира, значи ја мисли, не знам, 5 години, 10 години, и после тоа мислам дека многу полесно му иде одбирањето на втора, на трета, на четврта и како ќе се иде понатака светот. Да. Може да ни ги опишеш твоите тетоважи? Ја гледам на раката имаш, дали на нозете знам неки имаш, да ни Да, опишеш на десната кратко. нога ми е целосно иштетовирана од горе до доле. На раката ги имам ова и оваа тетоважа. Ова ми е моето куќа, што ми почина. Ова ми е направена кај Горан Мичич. Оваа ми е од Марко, колегата, направена тетоважа. Ова искрено нема никакво некое значење, посебно за мене, едноставно сакав тој период и Марко сакаше да направи некоја тетоважа убаво колор. Ја му реков дефинитивно сакам од тебе тетоважа некоја што мене ќе ми значи дека сум ти дал да направиш нешто околу, значи пак ми има значење, само ти кажам дека ова е моето куќа. Да. Секоја тетоважа според мене има значење. Затоа ти викам, не мора да биде конкретно име од некој или било што, значи период кога си тетовирал тебе нешто ти си имал зашто сакаш да го истетовираш тоа. Не мора да биде конкретно ова ми е за тоа, ова ми е за оно. Затоа ова се тетовирав чисто од мерак, дека сакав од него да имам тетоважа долу на нозете, имам многу од колено надолу имам сите тетоважа ми се летеринг. Од мој колега исто Матеј Смут, исто поздрав и до него. Поздрав до Матејчо, да. Да, се знаете вие. Имам, ајде да кажам више ако ви интересира, имам името на брат ми го имам ставено под колено од фазонот него што е така малце подарк летеринг. It was all a dream имам напишано од BG песната на левата страна и од десна страна имам Каранфило Филфило, тоа е стара македонска народна песна. А нагоре ми се сите тетоважи направени од мене. Сам на себе си ги имам направено, ствари тие се големата бројка кога ќе ме прашаш некој колку тетоважи имаш, кога ќе кажам некој поголем број, се ради тие зашто имам повеќе као малецки стикери направено. И сите искрено ми се многу мили и мислам дека нема никош да ги покрием иако некој не се толку добро направени, зашто било на почетокот, да, ама мислам дека тоа ми е меморија. Па баш тоа е дел од процесот, знаеш. Да, се потсеќаш ептен на времињата кога си ги правил тие кога си седел дома на каужа се тетовира. Да. Имаш точен број или не знаеш точен број на Па, сега ги да кажам. Мислам дека околу 14 тетоважи се, да, сега не знам точно тетоважите како се бројат искрено. Да. Ние да ги броиме како две за шуше не се споени, вајда кога ќе ја направам целосно раката ќе ја броим како една. Така да нека биат околу 14 ако се бројат поделно како ден така си ги правил. Значи планираш слив да го правиш да правиш раката. Сакам да ја пополнам искрено, да. И тоа е доста. Зашто десната пак не ми е толку целосно слив направена, повеќе ми се као поделни делови, сакам левата ми биде во боја целосно боја. Има некое значење зашто левата не десната или као Па нема значење искрено, не знам. Така почнав на левата, не знам зашто. Искрено. Пример спортисти некои што имам слушано со тетовирање, пример не знам, мислам дека Двейн Вейд беше некој таков. Баш имаше кажал левата, десната рака не ја тетовирам, таа ми е шутерската рака, не ја тетовирам. Па не знам, можеби јас со десна тетовирам, ама не сум размислил за тоа, нема некоја таква причина. Ама прво би ја завршил левата рака, па понатака ќе видиме за десната. Има време. Значи нема граница она до кај што ќе си речеш доста со ме тело, више него пипам моето тело или пак има некој. Јас би сакал да нема граници, мислам дека за мене нема да има граница. Можеби да ќе си направам пауза 2-3 години да не стам сигурно тетоважа, ама затоа си давам и време. Сакам, не знам, за 2-3 години што друго ќе ми биде во план да направам, да си имам простор тоа што да го направам, ради тоа чисто. Иначе мислам дека би изистетовирал. Ако може, зашто не, да. Тоа е доста интересно и да се спомене и за колегијалноста која претходно ја спомена со колегите твои и таа доверба во Марко, и може и утре ден и Марко ќе има доверба во тебе, ти да го нацрташ така. или некој било кој друг. Марко, кој што знам, он црташ и претходно со
уметнички дела, па од Да, он си уметник ептен. Значи на платно, на хартија, на лист си црта предове. дали тие имаше истиот бекграунд со цртање на хартија или пак Не, ја искрено почнав со цртање као графити. Значи ја бев у тој фазон, возев скейт, цртав графити, дудл арт, карактери, некои такви работи. Така ми се роди желбата за цртање. Кај мене татко ми исто си е уметник, си црта постојано. Само он си има негова уметност, као мртви природи, такви работи, црта пастел, акрил, такви работи, ама кога си го гледал, као мало си пробал цело време ти да црташ, така сум ме почнал вајде да цртам. Да. а Така, ги спомнавме графитите, баш јас како мал уште во основно деление, јас бев, да речам, забегам во наводници по такви работи, по графити, по личната уметност, но еве веќе со години не сум се ни запрашал, не сум се ни заинтересирал, не сум ни видел каква е состојбата со уличната уметност во Македонија. Дали тие предрасуди, пошто памтам уште како многу мал предрасудите постоја за и тие забрани што беа. да, уште си е нелегално, мислам, ако не се лажам, мога да фати полиција на некој објект да црташ дека ќе да казни. Ама графити културата кај нас е многу висока и многу јака. Значи сега морам да ги споменам и Форма Куманово, имаш у Куманово графити фест. Многу ми е мило што се случи тоа. Они си прават секоја година, се собираат графити артисти од кај нас, од Македонија, почна и од странство да доаѓаат многу, и мислам дека треба секоја таа уметничка култура што се дешава кај нас, мислам дека треба се поише и поише да расте, зашто не била толку порано, толку добре. Пак си имало тие предрасуди, ако си уметник мора да си ваков, ако си уметник мора да си таков, нели? Што ќе работиш ти ако си уметник? Да, тоа за жал Такви предрасуди си има заради тоа, така да мило ми е, си има многу добри дечки што цртаат графити, стварно се топ тиер, да. Да. Бидејќи според мене тоа графитите и уличната уметност многу кај нас барем, не знам сега во странство како е, секогаш се поврзувале со оние надписи, некои навредливи надписи и се, и тоа се рачуна за графит, и ова нешто со уметничко дело што буквално една стара зграда ќе ја направи во нешто прво модерно. Да. Абе, јас не сум против тоа да се уништува зид со некои такви, дали со 90% кај нас да отидеш у Скопје згради се некои политички пароли попишани вакви и такви, сега да не именувам. Ти зборам као за уметност да разубавиш нешто, има кај нас многу и се супер. Ја имав баш у Золошка пред не знам колку години цртав кај мајмуните, значи ми сконтактира дали сакаш да дојдеш да се нацрташ, и отидов се нацртав. Значи тоа си е пак графит, ама направен со добра намера, со убаво нешто да украсиш. Не сега ти да земаш спреј било кој да земе, не знае ни дизна као да стави да земе да напише нешто. Напише да некои навредливи содржини. Да. Може го споменавме и Матеј пред кога зборувавме за тетовирањето, знам и он е многу навлезен во тие стрит арт. Имаше некој каде беше, не ми текна дали во Бугарија беше или каде беше, или во Португалија каде што црта некој, имаше некој такво, не знам и ти дали беше присутен на тие некој настави. Португалија си беше на одмор. На одмор беше, добро. Јас Тоа беше цртал, не знам ако цртал сега. Имаше, да. Не би текнува. Тоа е прашање за него, баш прашање е тоа. Тоа е во врска со графитите, значи сепак се си останат око порано, не е ништо смето за жал, бидејќи јас бев во Србија, во Нови Сад пред неколку месеци и таму, значи стрит артот таму е неверојатен, значи за еден град ќе речеш можеби модерен, да, но не до тој степен да речеш не е некој европски преразвиен град, сепак е во Србија, но стрит артот таму беше неверојатен, значи и слики слики нацртани од не знам од дете со гулаби, со мурали се тој кај нас има многу добри мурали што се прават, значи се не знам дали го тој со Гоце Делчев што го прави последниот пат. Тоа е страшно исто. Тоа си сите дечки што го организираат у Куманово. Форма Куманово. Значи доста е развиено. Развиено е, да, и мило ми е птен. Искрено и за нив и за тоа што може некоја зграда, објект, било што да се украси со нешто такво. Бидејќи гледано правно и гледаме работиви и да се легализира тоа, пак која би била границата сега, ако го легализираш едното, ќе треба и другото, и тие навредливите надписи на еден начин да се легализираат, бидејќи ете
За некои тоа ќе биде Да, затоа се мислам дека и тие што прават убава уметност си се повикани од страна на имаат дозвола. Да. Пак тоа што го прават со дозвола си се прави све. Затоа можеби направено тоа неко нелегално, тоа што го спомна ти. Ако било легално, можеби ќе се вклучат и тие, да кажеме, навредливи надписи што ќе се пишуваат. Ама за све си има, тие ако сака да направат закон кој што треба, ќе се направи закон кој што треба. Реално. Бидејќи верувам дека во некои држави сигурно е легализирано тоа и све е направено. Да се навртиме на тетовирањето, како е твојот еден регуларен ден, на basic ден на работа, значи доаѓаш на работа, какви се обврските кои ги имаш, колку секојдневно колку тетоважи црташ и така натаму? Па вака, ние главно почнуваме во 12 часот да работиме. Сега зависи, значи дента доколку имам за изработка мали тетоважи си закажувам повеќе термини, не знам, 3, 4, 5, зависи колку се мали, колку имаш ти време, си го правиш сам планот. Доколку имаш нешто поголемо, закажуваш еден човек, бидејќи треба да се посветиш цел ден на таа тетоваж. Затоа си имаме различни цени на тетоважите, си имаме почетна цена, си имаме цена за целодневна сесија. Така, станувам братоца, баре си доручкувам, си доаѓам на работа, си пиеме кафенце, ние сме така моца подружа љубеви, си доаѓа клиентот, одма си го послужуваме со кафе, дур си пиеме кафе, си разгледуваме дизајни. Исто тоа, сакав да го напоменам дека моментално дизајните што ги правиме, преферираме да ги покажуваме на дента. Од една причина што многу пати не си има случајно, пример, ти да направиш веќе дизајн да му го испратиш на клиентот ќе ти рече, леле, супер, многу ми се свија дизајнот, вака така, ќе го покаже на мајка му, на татко му, на пријатели, сите имат различно размислување, ќе се премисли, ќе му влијае тоа размислување, ќе дојде дента ќе каже не го сакам ово. А тоа е доста битен проблем, да. Тој факт што тоа е баш проблем, ради тоа си го преферираме, тоа ќе ни пишате, може ли сега да ми ја пратиш? Нас не е проблем да останеме до 10-12 навечер да тетовираме. Дојди, дур не се напри дизајнот што ти мислиш дека ти се свие и би го носел, ние не почнуваме со тетовирање. Затоа и викам, ќе се дојдеш ти од 12, ние може од 2 сат ќе почнеме, дур не си ти сигурен дека тоа е тоа што го сакаш. Ама барем ќе знаеш дека ти си кажал да, дента, и ти стварно го сакаш тоа, не другите што мислат и дали им се свија на другите, зашто сепак ти се носиш тетоважата за себе. Нормално е секој да си има различно мислење, сите си имаме различен вкус за било што, така да ти треба да си задоволен со тоа што ќе се го одбереш. Како и за се друго, мислам дека во држава, па и на Балканов, тоа некако ми е најприсутно. Секогаш луѓето мислат што ќе речат другите. Што ќе речат другите, да, ама не треба да е тоа така. Затоа ти викам и тој концепт си го имаме направено. Зашо да те интересира? Убаво е, да ти каже некој супер ти тетоважата, ќе ти значи тебе секако, ама пак си е на тебе. Така да пак ти си тој што си одговараш и што си се одбрал, така да. Тоа е тоа. Ги кажа твоите планови за иднина околу тетоважите, какви се останатите планови за иднина, зборам со работа, со професијата, со факултетот, идните планови? Па не размислуваш толку long term се? Не, значи сега за сега ни е супер. Индиго си се останува, дај Боже понатака, само да си се прошириме на повеќе локации, да отвориме нешто поголемо. Се надам дека ќе биде таа идеја реализирана. Со факултет сум ја иначе наградежен. Да. Више чим го спомна, само треба да го завршам, оставен сум на крај, треба да дипломирам, имам уште 2 предмети само и до дипломска. Ама мислам дека треба да ми кликне само у глава да седнам малце да учам. Искрено немам ни време. Убаво ми ова што си го работам, чисто за мир во куќа, мислам дека ќе го направам. Да, за мир во куќа, тоа е најголемиот предизвик, мислам да седнеш и да ги завршиш баш толку кога си на крај со факултетот, мислам дека тие се најголемиот предизвик да седнеш и да учиш. Но ете, можеби твоите соништа може и ќе те однесат и до утре ден и ти да имаш своја студио, зашто не? Мислам и тоа се Така е. Long term желби и идеи што секако може да се реализираат. Ти посакувам се најдобро, ти благодарам уште еднаш за ова денешно гостување што издвои време од денот да дојдеш во нашето студио. Се надевам дека и на гледачите им ја опишавме и ги разубедивме на начин
полесно да одберат да се тетовираат, да не бидат Се надевам и јас. Значи било кога, било кое време, дали посебно на мене, дали на Индиго страницата, може да пишат за било какви прашања, консултации, било што, враќаме најбрзо што можеме, објаснуваме све како што треба, така да доколку некој е заинтересиран, слово нека пише. Да, еве и за време кога се одвиваше разговорот, јас и мојот колега сигурно ќе ставиме некој од твоите тетоважи, некои што се постирани на социјалните мрежи, така да не е никаков проблем и луѓето да се видат дека сепак Индиго е сериозна тату студио. Уште еднаш да ти се заблагодарам за денешното гостување. А мене ми останува да одјавам оваа епизода на подкастот на Слободен печат. Драги гледачи, ви благодарам што го проследивте разговорот. Се надевам дека ви беше интересно, како што кажавме, не бидете толку скептични, веќе тетовирањето стана дел од секојдневието на луѓето, така да еве јас може Дамјан доста ме разубеди на некој начин, за еве јас бев скептичен до пред неколку години, но еве може и јас да одлучам да се тетовирам секако. Така да ви благодарам уште еднаш за вниманието. Се гледаме наредна среда во исто време на исто место. Ви благодариме што го проследивте ова издание на нашиот подкаст. Вашето мислење е најбитно, па затоа сакаме да знаеме кој би сакале вие да е наш следен гостин. Пишете ни на Инстаграм, пишете ни на Фејсбук, ние сме активни на сите социјални мрежи. Се гледаме следната среда во исто време, а до тогаш читате Слободен печат.